Температурите надолу, потрошувачката на струја и вода енормно нагоре. Во просек последните 3-4 дена енергија и вода се троши за околу 25 до 30% повеќе. Главно струја и вода регионот има доволно за да се справи со екстремните температури под нулата. Сепак, кога во прашање е електричната енергија, граѓаните кои имаат приклучоци на диво се потенцијална опасност и за себе и за останатите. Мрежата е подготвена, но има критични точки кои што не може да издржат, а тоа се онаму каде што се кражбите, бидејќи крадците во ова време, во зимско време или во оние ниски температури, тие не трошат само оноку колку што им треба, нели, како што ја апелот одевано, туку и трошат многу повеќе од тоа. Па така да тие создаваат проблеми и најчесто проблеми имаме во тие делови од дистрибутивната мрежа каде што има кражби, таму паѓа напонот, горат осигурувачите и таму е опасно дури и за оние кои ги вршат кражбите и оние кои се во околината. Но потенцијален проблем се и граѓаните кои кога во прашање е струјата биле неажурни. И се разбира онаму каде што корисниците не побарале соодветна енергетска нова согласност. Да појаснам, они имале помали куќи или бараки или не знам со квадратури до 60 квадратни метри, а сега веќе таму има и 200 и 300 квадратни метри изградени големи куќи, а енергетската согласност е иста. Соодветно на тоа и каблите се толку димензионирани и поголемата потрошувачка може да направи таму проблем. Освен струја, енормна потрошувачка на вода бележат и филтер станиците во регионот. Најголема разлика во потрошувачката деновиве има во Штип. Со намалувањето на температурите бележиме покачување на потрошувачката на вода, особено во раните утрински часови. Минималната потрошувачка во овој период изнесува околу 120 до 130 литри во секунда. Просечната потрошувачка е околу 16.000 метри кубни или околу 180 литри во секунда, додека максималната потрошувачка на вода достигнува до 200 литри во секунда. За да не дојде до евентуални проблеми, надлежните апелираат на рационално користење и на електрична енергија и на вода.